почитувана председателке. На кратко само на неколку поенти што сметам дека треба да се истакнат од законов. Прво, не е точно тоа дека за тројца или четворица, како кажавте вие, е пишуван законот. Ние најавивме уште пред некое време дека ќе имаме консултативни средби со сите комори, бидејќи она кое што го правиме како инвестициски циклус, бара да имаме една тесна координација со сите комори, па мислам дека е сосема соодветно, бидејќи е законот во редовна постапка пуштен и веднаш после ова прво читање ќе има можности за дополнителни амандмани. Доколку вие сметате дека нешто треба да се дополни или дека треба да се модифицира текстов, тоа и да го направите. Практично сметавме дека во таа економска филозофија која што имаме легитимитет да ја правиме како нова влада, дека треба сите одлуки да ги носиме во диалог. Така да не исклучува можноста во наредниот период, доколку со разговорите со другите комори, односно представници на другиот дел од бизнис секторот, имаме некоја идеја која што треба да иде во оваа насока, не би се прифатиле некои такви измени, бидејќи бизнисот, особено економијата, е динамичен дел од општеството и треба да имаме двонасочна комуникација и токму заради тоа сметавме дека треба да направиме еден ваков исчекор, кој што постапувањето на силата на овој закон веќе од 1 јули 50% од таа разлика која што имаме со земјите од Европска унија ќе биде анулирана, додека другите 50% секако со динамичен акцијски план во наредниот период и би биле исто така намалени. Од аспект на финансиските импликации, јас сакам да се служам со бројки и сметам дека тоа неколку пати сме го комуницирале во рамките на собранието. Последната бројка што имам од вчера е заклучно дека месец мај оваа година, споредено со месец мај претходната година, Царинската управа има наплатено 12 милиони евра, повеќе давечки од аспект на царинските трошоци. Тоа не е заради тоа што можеби вие би кажале државата е повеќе репресивно настроена кон тие, туку можеби подисциплинирано ги собира давачките. На тој начин, ако вие направите една годишна пресметка, само за еден месец, ако имате 12 милиони евра собирано повеќе средства, тогаш на годишно ниво тоа се работи за прилично многу средства кои што постоеле во македонската економија, но можеби досега никој не ги наплатил, а зошто тоа е сметам тема која што треба да ја разговараме во друг формат. Па така да основната економска логика е дека вие ако создавате повеќе приходи, тогаш можете да креирате повеќе мерки на начин што ќе успеете така индиректно да го субвенционирате стопанството повеќе да произведува и да биде поконкурентно во извозот, бидејќи извозот согласно нашето економско сваќање е еден од најсериозните контрибутори за раст на бруто домашниот производ. Не би гледал зошто некој е против, особено за да води инаед за овој закон, бидејќи е напишан во соработка со оние кои што се и најсуштински повикани тоа да го кажат. Секако дека секој има право на носење на сопствените одлуки, така и ние имаме право на носење на сопствени одлуки и во иднина ќе продолжиме вака во комуникација со сите чинители да ги носиме нашите одлуки. Ниту некој се скрио, ниту некој го избегал, сите средби се јавни и секој кој што сака може да дојде и да даде предлог во насока на подобрување на овој текст. Исто така, сметам дека е за поздравување тоа што царинските трошоци со Соединетите американски држави се сведуваат на нула. И затоа сметам дека особено кога разговараме за овие теми треба да бидеме внимателни, без разлика од кој аспект припаѓаме или кои позиции ги браниме, бидејќи за многу скоро од сега некој ќе треба да биде особено внимателен за изјавите што ги давал, бидејќи Република Македонија ќе добие еден трговски договор со нашиот стратешки партнер кој што ќе биде многу поволен и би кажал на некои светски рамки, па во насока на еден динамичен процес и динамични преговори идевме во овој закон за да успееме да обезбедиме некој реципроцитет, нешто што е за поздравување. Но сметам дека вашите коментари не треба да не загрижат нас како пратеници од мнозинството, туку оние кои што и го поттикнале ова законско решение да го поднесат, и сметам дека ќе треба да се објаснувате со нив дополнително, зашто сметате дека некој кој што ги предложил овие измени имал некоја намера која што не била соодветна. Уште една реченица и се извинувам за времето. Од аспект на батериите кои што вие ги споменавте, оваа законска измена доаѓа заради донесениот закон за енергетика кој што го усвоивме заеднички во парламентот, бидејќи таму веќе како држава воведовме и складирање на електрична енергија која што ќе треба да се складира во овие батерии. Не е никој друг интересот, не е ниту па да се штити интерес на некој приватник и така натака, туку е едно, би кажал, поврзување сериско на законски решенија кои што ќе треба да го ефектуираат новиот закон за енергетика. Благодарам.